Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во петочното издание на Гласот на народот. Во време на длабоки институционални потреси и геополитички тензии, Македонија повторно се наоѓа пред клучно прашање. Каква држава градиме и на кои темели? Вечерва отворено зборуваме за правдата, за системот и за институциите што со години беа предмет на контроверзии, поделби и сомнеши. Инаку, ова не е обична емисија, почитувани. Ова е момент кога се отвара едно од најтешките прашања во македонската реалност. Прашања за правдата, системот и државата. Долги години зборуваме за реформи, институции, за правда, но денес се поставува, почитувани, едно поедноставно, но многу потешко прашање. Дали навистина имавме систем на правда или само систем на контрола? Во време кога светот се менува со брзина на глобални конфликти, нови геополитички линии. Македонија не може да остане заробена во старите модели, недоверба, институционална сенка. Вечерва нема да бегаме од прашањата, ќе зборуваме директно, отворено и аргументирано. Инаку, за моје големо задоволство, кој го споделувам со сите вас, ги поканив вистинските личности кои ќе дадат одговор на овие прашања, имајќи факт дека нивното долгогодишно искуство, како со политиката, така и со аналитиката, има што да кажат. Од мојата десна страна е Страшо Ангеловски, председател на МАК. Добро вечер и добро дојдовте. Добра вечер, добро ве најдов. Чест и задоволство. И мојот драг и добар пријател, аналитичар, Сотир Костов. Добро вечер. Добро вечер. Добро те најдов. Почитувани, накратко да ве поздравам од делот на мојот тим, од мојот тим, тоа е Кристина Томич, мојата десна рака и главен продуцент на оваа програма и дизајнер на овие теми. Исто така главен инженер во студиото Ивана Алексовска и програмскиот уредник Владимир Котевски, кои исто така даваат максимален придонес со оваа мисија да биде во фокусот на вниманието и благодарно со секој случај на сите тие ваши поздрави кои ни доаѓаат од сите 5 континенти на светот. Имајќи факт дека одиме преку МТЛ, односно Телеком Србија, а тоа се пренесува од Австралија, Канада, Америка, цела Европа, дури наша пријателска Турција, Македонија и дел од балканските држави. Зошто? Затоа што голем број пораки пристигнуваат и на мојот месенџер и на мојата страница, бидејќи знаеме темите да ги погодиме. Но нема да ми замерат мои соговорници, форматот е 90 минути, значи има многу време да говориме, да анализираме, да кажам нешто за и околу, на срце ми лежи, на душа ми тежи. Треба, драги мои, би сакал да го намалам тој мојата колумна, што електронска ја истаквам во оваа рубрика, но што да кажам, да, стигна тоа што го очекувавме, нов обвинител. Знаете што долго очекуваната работа, кога ја очекуваш, не знаеш како да реагираш, имајќи факт што имаше за тебе, па пред нив и така натаму, а ти очекуваш некакав правда. Каква правда? Правда имаше на кафана во Ѓорче Петров, искрено да јас таму израснав, не во кафаната, околу кафаната, карикирам. Значи, знам дека ако дигнат една, две, три, тогаш се е право. Но овдека, вистина, направив чест на починатата тетка Правда, која беше собиралиште на голем број интелектуалци и сите тие што мислат си ја сака Македонија. Но овдека која сака Македонија? Овдека, бидам искрен, сакат сите само од интерес. Како да им е полн паричникот, како да се нафатират во 4-годишен мандат, дали у која сфера да е, да си ги напунат бисагите на своите магариња или бродовите, така натаму, и да заминат, а ништо да не им фали. Зошто ти нема правда, и нема ни мир.
Она флоскула што даде Заев и мува да го лази, видовте што се случи во Кувајт, во Дубај, не сум малициозен, меѓутоа сум директен. Се го уништи народот, ја го продаде името и ти ја сотра кулата. Вториот тој црн облак што е околу тебе, западна во една тешка ситуација и не знае како да излезе. Даде 2 гроша, а дава и 100 милиона како не може да излезе од тоа коло. Дури пушта писма до Европска унија во оној нивни клиентелистички систем или кодошечки или клеветнички, како да се уништи Македонија. Па вели во една ситуација, па не е чуму, зашто да ги вклучиме бугарите, тоа нема ништо од тоа, не проблем. Знаечи каков е случајот со нашите сонародници, кои исто така дај му прст, ти ја зема раката и се случува тоа што се случи денеска, имаме таа мајоризација, за жал. Во обратен смисол на зборот, но како и да е, се вратам само на криминалот и корупцијата, очекуваме дека овој јавен обвинител ќе ги стави на маса сите тешки случаи кои никој не ги зафати. Односно не смееше да пипне, бидејќи биле акцептирани, односно биле примени, изгласени од СДСМ и ДУИ. Творците на големиот број криминал и голем број на предавства. Се надам господинот нов јавен обвинител ќе остори тоа, ќе се бори против неправдата за сите тие кои погина, се наоѓа се уште во занданите околу 211 години затвор и да ги спомнам и тие кои трагично го загубија својот живот, дали во дискотеката Пулс, или, и мојата маленкост морам тоа да кажам, верувајте ми, за мојот син. Додека дишам во вистинска смисла на зборот, ќе ве подсетам и вас, господин јавен обвинител. Верувајте ми, тешко е. Тешко е убиците да се шетат на слобода, да уживаат, а моите внуци ме прашуваат до кога, дедо, ќе истераш ли правдата. Мене ме боли, нема одговор. Па нема емпатија, бе луѓе. Во оваа држава, овие 45 години дадов многу за Македонија. Морам тоа да го кажам. Еден не се јавил да праша како е. Но тоа имам право да го кажам. Ето, нека ми биде во мојата рубрика "На срце ми лежи, на душа ми тежи", од се фативме и останете со нас. По джинглот се враќаме во студијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, рековме дека имам еден концепт, стратегија 90 минути, инаку тоа се поделени во неколку сектори. Првиот сектор е за и околу прашањето постување на рамка, да речам, дали е држава или илузија, легнување на главна или пресување на главна тема, дали имаме правда и систем во државата, имајќи факт дека во последно време со доаѓањето на политичката гарнитура предводена од Христијан Мицковски, како да се раздвижи или сепак тргна, што би рекол Галилео Галилеј. Дали е пренагласено ова или е факт, господине Страшо? Работите за среќа почнаа да се поместуваат од онаа точка кај што се наоѓа. Меѓутоа ќе треба уште многу енергија, ќе треба уште многу размислување, ќе треба уште многу промени во пред се. Промените мора да се случуваат во човечкиот ум. Ако не извршиме промена во собствените умови, ние не можеме да извршиме промена ниту во општеството, не можеме да извршиме промена ниту во светот. За жал, ние се наоѓаме во ситуација кога, барем според еден голем француски учен, Емануел Тот, се наоѓаме во ситуација кога либералната демократија премина во либерална олигархија.
Од друга страна, можеме да речеме дека живееме, човештвото живее во систем на корпоратократија. Корпоратократија е систем, нели, во кој луѓе, мажи и жени, преку корпорациите успеваат да завладеат со политичкиот систем и со општеството. Во таква ситуација е многу тешко. Во ситуација кога богатите корпорации, во ситуација кога олигархијата е таа која ги диктира односите во едно општество. Многу е тешко еден човек, една гарнитура на власт да го промени сето тоа. Ќе треба многу работа, но добро е што барем започнува. Меѓутоа, не можете да одите само со промена на луѓе. Мора да се промени системот, мора да се промени свеста и размислата кај луѓето. Оти на местото на Петко ќе дојде Станко. Не сме направиле ништо, доколку не го промениме целиот систем и доколку не го промениме размислувањето кај секого од нас. Зошто? Ние сме сведоци, јас постојано зборувам. Воспоставен е систем на корупција за да се владее со светот од еден центар. И така се тргнува од врвовите, ние сме сведоци, дека председателот, поранешниот председател на најмоќната држава и неговиот син беа корумпирани, односно учествуваа во корупцијата во Украина. Ние сме сведоци дека председателката на Европската комисија беше обвинета за 400 милиарди. За огромна корупција од 10 милиарди евра. 400. Ние сме сведоци дека еден човек кој доаѓаше овде во Македонија да не убедува да го промениме името на државата, сега е обвинет за корупција затоа што продавал имот на Европската, тоа е Јоханес Хан, продавал имот на Европската унија. Значи, така се воспоставува тој синџир на корупција, кој потоа пак ги поставува корумпираните луѓе на власт и така корумпираната гарнитура, за да може да обстане на власт, ги корумпира сите останати под себе. Оти замислете си, ако една гарнитура на власт од 10 или од 50 е корумпирана, а сите под нив се чисти, тие ќе урнат таквата гарнитура. Значи, тоа е еден принцип на корупција кој оди од врвот па до последниот. И затоа ни се случи нам и она што ни се случи во Кочани. Затоа ни се случува се тоа што ни се случува, затоа што тој систем на корупција се уште не можеме да го елиминираме. Дента, кога таквиот систем ќе го демонтираме, а оваа влада започна да работи на демонтажа. Меѓутоа, верувајте, никој од нас не знае, најверојатно не знае, колку е тешко да се демонтира еден таков систем, воспоставуван со децении и воспоставуван од големите, високите центри на моќ во светот. Не само овде внатре во Македонија. Ние сме сведоци, секој нов амбасадор, посебно од Соединетите Американски држави, кога ќе дојде во Македонија, вели вака: наша основна битка е битката против корупцијата. Знаете, тоа значи упатена порака до оние кои се на власт, дека ги имам во мојот лаптоп на масата сите ваши коруптивни сделки. И или ќе ме слушате како ќе работите, или ќе бидете тргнати. Во таа смисла се изнесува. Така што јас, нашиот пријател Костов е многу подобро запознаен со техничките и со оние финеси во правото, во обвинителството, во сето тоа, и тој најверојатно подетално ќе го објасни. Меѓутоа, јас тврдам дека доколку не се промени ова сето, а за да се промени, јас имав една стратегија за да се чување во духовноста, каде што велам, битка на целото човештво е да се насочи во духовноста, за да се спротивстави на агресивните напади кои се случуваат врз него. Должност на секое општество е да се спротивстави, но ниту човештвото, ниту општеството не може да го стори тоа, ако поединецот во себе не ја изврши таа промена. Да тргнеме секој од себе, а гарнитурата на власт, предводена од премиерот, со наша помош, кога ќе тргнеме секој од себе, ќе може да ја извојува оваа битка. Доколку ние во умот не ја промениме оваа ситуација,
Не постои можност да било како насилно да се изврши промена во тој систем. Згора не се, јас ќе бидам многу искрен. Не верувам дека тој и таков систем кој има 2 или веќе се и помалку од 2% доверба, дека може да се промени толку брзо, дека може да се промени толку лесно и дека со донесувањето на еден човек вие ќе го промените. Во правосудството ние имаме метастази. Знаеме, докторите го знаат тоа. Треба длабоки резови да ги отстраните метастазите, доколку сакате организмот да остане здрав, да продолжи понатаму да продолжи да живее понатаму и да се излечи. Соти, со оглед и темата е кога правдата се враќа од заробедништво, држава или илузија? Па долго време, предолго живеевме во илузија. Јас само можам да потврдам во воведот мојот пријател Добар Страшо, кога рече се плашам немојава да не се заврши до крај. Јас само ќе дадам за почеток песимистичка една констатација. Комунистичкиот систем го демонтираме 30 и кусур години, никако да го демонтираме како што треба. Ама сега веднаш ќе дадам и малку оптимистичка нотка и ќе се наполна јас на нашиот хроничар на Скопје и Македонија Данило Коцевски, има една колумна со, мислам правилно ќе изговора на француски, е Порсимов, а тоа е Галилео Галилеј што го спомна, сепак се движи. Да. Значи, не можеме, веќе тука не е илузија, не можеме да не забележиме дека луѓето од политиката, секој на свој начин, на нивото што го има и на опсегот каде што може според својата експертиза, допринесува работите да се променат. Тука ни виси надглава Ганди. Тешко се менуваат работите, ама знаеш зашто? Од субјективистичка гледна точка. Сакаме да го смениме светот, а ние да не се промениме. Не бива таа работа. Еден мој помлад пријател, кој одамна не сум го видел, Тони Поповски, на младоста беше и министер за екологија, кога ќе се спречкавме, кога работевме некои проекти, кога ќе идевме на отпор од оние на кои ги пласиравме нашите експертизи, тој само ќе ми рече: "Сотир, ова не бива вака. Ова не може вака. Не може, ова мора да менуваме, мора ние да се менуваме." Поентата ми е, Сташо спомна во нашите умови, модерно сега моите деца. Мајнсет, гледа моите деца се изразуваат. Мајнсета шубав збор си имаме, нашиот ум. Значи, мораме размислувањето да го смениме, мораме закоравената корупка да отфрлиме, да му дадиме шанса на јадрото, на есенцијата во нас да се смениме во смисла на прифаќање на вистинските демократски принципи, на вистинската демократија инклузивна. Нема ние што да чекаме сега од оваа власт, од оваа коалиција. Ке дадиме допринос и ние или ке им се спротивставиме, зависно од ракурсот како гледаме како ги вршат работите. За жал или за среќа ја припаѓам на групацијата или ете сум некој си поединец кој ја поддржува оваа власт, се додека не забега, и јас мислам треба да ги поддржиме. Јас мислам реформите што се почнати се изведуваат. За длабочината сум задоволен, со динамиката не сум задоволен, ама очигледно кажува, он е актер, председател на политичка партија во коалицијата, очигледно ги гледа тешкотиите, напластени. Тој спомна, како рече, не канцер, него метастаза, ама ја ќе го спомнам канцерот. Значи, таа метастаза е на тој канцер бирократија, коруптивно однесување на врвни носители на јавни функции и сега да се сконцентрирам на правосудството, поточно во судството, во јавно-обвинителската фела. Јас се разликувам од другите, додавам адвокатската фела, нека ми простат се скарале со моралот и етиката, чест на исклучоци, ги има, и треба да се сконцентрираме на усвојување на овој систем вредностен што го усвоив. Кога едуцирам, кога создавам млади лидери, кога имам тренинзи обуки, јас прво го кажувам вредностниот систем.
Па не може вредносен систем нов на примерно демократско општество, каде што напред ни оди лицемерие, его, суперего и ако сме на власт е окей, кога не бираат, кога не менуваат, се љутиме и даваме оставки. Не бива така. Така да ја чинот на почитуваната обвинителка од поранешното специјално јавно обвинителство го веламе закаснета оставка, ама добро дојдена, сега ова може би е тешко од моја страна кажам, ама добро дојдена, од причини што кога имаа шанса 5 години да истражат и да обвинат, не покажаа резултати, потрошија големи ресурси и од озгора на тога не можам заедно да не го спомнам, влегува во коруптивни, во криминални води, каде што челникот на таа дружина специјална, обвинет, суден, пресуден и затворен, сега веќе пуштен, си одлежа, тоа е катица за корупција, за неколку предмети фатина, ние велиме инфлагранти на дело, како бара и зима корупција, како е поврзана, како оддава тајни на Боки 13 и така натаму, и со такви извршители, такви јавни, на јавно-обвинителската функција, такви јавни обвинители со таква личност без идентитет јавно-обвинителска, без карактер, еве до каде стигнавме. Сега, новиот јавен обвинител лично не го познава. Се интересирав од 3 независни извора, добив повеќето позитивни работи, добив нешто и така да речеме, ама јас сум оптимист и му давам право, го избра, ајде бујрум нека работи. И сега видиш што случува. Ги одзема тој овластувањата на јавните обвинители, не се во целост или во неголема мера, и одма бура од кого? Од медиумските нарикачи, а ти Томиш знаеш каде јас сум ги лоцирал у 3-4 центри медиуми, на медиуми со странски елементи подплатени од разни разузнавачки служби, и вика сега еве го тој извршител на желбите на Мицковски, Ленче ја разгласти, на ова се согласи да не и продолжува. Чекајте. Прво, тој нити ја смени Ленче, нити ја разгласти оваа другава Даниела, туку тоа го направи Советот на јавни обвинители, а Ленче си поднесе оставка кога види дека нема да ја изберат. Не може така. Така тие работи не одат. Очигледно, јас сум со големо искуство во пресудството, штом одзема овластување, тој детектирал. Кога зборевме последниот пат, реков, прво што треба да направи, да си ги провери фиоките во неговата канцеларија, без да знаеме кој ќе биде избран тогаш, да си ги викне со работниците, малку да ги напење, да ги прочита, да ги види кој му се, да види кој што работил минатите 5, 6, 7, 8 години, и потоа да оди во освежување на целата јавно-обвинителска мрежа Скопје и внатрешноста. Очигледно почнал така, видел недоследности во недоволно извршување според професионалност, компетентност, примање на влијанија, надворешни политички и такви натаму, и одзело овластување. Зошто Томич овие нарикачиве одма рипаат и еве го Јонке бил послушник? Не се согласувам, ама се оградувам, не го познавам. Да му го знам малку карактерот, да му знам малку личноста, ќе дадам и нешто приватна нотка, ќе си дозволам да го карактеризирам и ово. Овој потек негов го оправдувам, бидејќи ја вака реков, еве почнува ветингот кој не го усвоивме званично. Иако ја тоа ветинг не го признавам, имаме ние друг израз, а тоа е прочистување на редовите спрема тоа кој работи, кој не работи. Кој се држи до принципите на правосудството и јавно-обвинителската функција, кој не се држи до принципите. Кој е ефикасен, кој не е ефикасен. Човекот изгледа почна да ги спроведува европските и светските стандарди во јавно-обвинителската функција и во судството. Тука негде ќе завршам, да не претерам, бидејќи времето е пред нас, треба да видиме на неколку круцијални предмети, иако за мене сите предмети имаат своја тежина, да видиме како ќе се однесува во поглед на тоа, како ќе му реферираат, кои насоки ќе ги даде, како да се движат предметите, и во една дистанца од 2-3 месеца ќе знам да се изјаснам дали овој обвинител ќе биде друга матрица, спротивна матрица на Јовевски и на Коцевски, или ќе биде продолжение на нивната матрица. Ова последното не му го посакувам,
ама посакувам да е поинаква матрица, што за почеток и ја покажа. Тоа би ја отприлика тоа би го кажал, на Ленче не би давал многу ристеска значење, таа покажа, даде закасната оставка, а до Кукувчера сакаше да биде обвинителка на Република Македонија, па нека продолжи да работи таму каде што е. Нека се таа релативно млада, нека се докажува и во некој едно време и можеби и ќе станеше јавна обвинителка. Така да тоа е лицемерија од мене. Тоа кажа господин Страшо, добро спомнавте кога доаѓаат овде се представуваат како шерифи, значи не би ангели, не само од СЈО што беа спомнати амбасадорите. Значи тоа се обични офицерчиња кои се ги испраќаат државите, а кај нас ги викат за секакви пригоди. Дури кога се става зелка, кога се ова карикирам, нели, ракија се печи, се тоа и да се праша как и дегустатор да биде. Дали е добро печена ракијата, дали зелката ќе биде, што сакам да кажам, дека тие палат и жарат. Конечно, ја спомна госпоѓата Ленче обвинителката. Од друга страна, Джейс Бейли, големиот пријател на Македонија, почитувани, знаете, се што правеше против Македонија, што да филувам, не можем во бланда да зборам. Джеймс Бейли е најголемиот непријател на Македонија, народна забелешка. И потоа се придружи и господјата Бланширан, која исто тоа го направи. Зборам, не сум антиамериканец, меѓутоа зборам за таа хипокризија која е присутна. Истата таа била поддржувач на Ленче, обвинителката, и таа е донесена како и Катица Јанева, која ја држала 4 дена во ресторанот ден и ноќ. Као кртица излезе и за да заврши таа работа, промена на името, подпишување на преспанскиот договор, значи тие се донеси наменски. Господин Страшо, дадовте еден прекрасна анализа, ви благодарам. Веднаш ти доаѓа со готови факти, аргументи кои што и каде сгрешил за да може да биде измечар. Што мислите за измечарувањето, малку поголем коментар, простете ми, за Венко Филипче кој не знам кој пат ме, трети или четврти, исправете ме, со кодошење, Катил Ферман пишува до Европска Унија и што вика господинот Костов со задоволство да ги инкорпорираме бугарите во уставот, дека тоа нема ништо да се случи. Тоа беше поголем коментар, повелете. Прво, мораме да кажеме што е во моментов Европската Унија. За жал, Европската Унија сосема излезе од шаблонот или од моделот според кој таа беше формирана. Беше формирана како најголемиот мировен проект во Европа после Втората светска војна и како сојуз на држави, првично нели за јаглен и нафта, а потоа во Европска економска заедница и така. Во денес Европската Унија за жал е милитантно крило на европските либерални елити. Таа стана целосно идеолошка средина, идеолошка организација, каде што единствено либералните вредности се почитуваат и откако председателот на Соединетите американски држави Доналд Трамп најави отворена војна против воук идеологијата, против ЛГБТ, против се она што се вредности на таа либерална елита, откако ги укина и фондовите преку USAID и останатите за тие кои се промотори на таквите вредности, Европската Унија стана центарот на моќ од каде што таквите вредности се промовираат и владите или политичките партии кои работат во согласност со нивната идеологија се поддржуваат. Така гледано е повеќе од јасно зошто Венко Филипче сака да се обрати до Европската Унија, сметајќи дека како идеолошки поддржувач на се ова што Европската Унија го работи, дека ќе добие повратна помош за да еден ден се најде на власт во Република Македонија. Од друга страна, кога реков дека стана милитантно крило, Европската Унија, за жал, во
денешно време е целосно украинизирана. Вие гледате дека со Европската унија во моментов раководи Владимир Зеленски, председателот на Украина. Тој е тој кој поставува услови, ултиматуми, кој го бара ова и ова, кој едноставно овозможи сите во светот, она што јас 20 години го зборувам, а ќе се надоврзам и на дека двојните стандарди се најголемото зло за човештвото, дека ќе го уништат човештвото еден ден, а ги уништуваат и општествата. Се покажува дека двојните стандарди, кои за жал ја уништија Македонија и ја доведоа до оваа ситуација до каде што е, стануваат уште поизразити. Нам, како на држава, ни се вели дека Европската унија секогаш ќе биде на страна на државата членка доколку таа има билатерални спорови со држава кандидат. И така ни се поставува нашиот спор со официјална Софија, дека Европската унија мора да застане на страната на земјата член наспроти земјата кандидат. Каде се двојните стандарди, вие гледате? Денес таа иста Европска унија застанува во енергетскиот спор кој го имаат Унгарија и Словачка од една страна и Украина од друга страна, со недозволувањето преку нафтоводот дружба да стасува нафтата до Унгарија и до Словачка, Европската унија застанува на страната на државата кандидат, а не на државите членки. Со тоа целосно ги докажува своите двојни стандарди со кои кон Македонија се однесува веќе 30 години. Кога станува збор за двојните стандарди овде во Македонија, господинот Костов убаво рече дека медиумите, дел од медиумите сега врескаат и напаѓаат и тоа се повторно двојни стандарди. Ние за жал во оваа држава имаме гласачи или членови на партии со двојни стандарди. Додека е нивната партија на власт, се тоа што го прави, го оправдуваат и е добро, а ја напаѓаат спротивната. И обратно, кога ќе дојде оваа партија на власт, нејзините членови оправдуваат се што и да е, а напаѓаат од другата страна. И истото го имаме во медиумите. Тоа се тие двојни стандарди. Медиумите кои знаат да одмолчат или да нападнат, а не знаат да пофалат кога е, да речеме, спротивставениот на власт, обратно се однесуваат кога се нивните на власт. И јас, посебно медиумите, новинари сме, јас сум дипломиран новинар, сум работел кратко во новинарството и вие сте новинар. Но новинарите и новинарството се едни од најголемите, ако не и најголеми, виновници за се ова што ни се случува. Јас на еден многу грд пример ова ќе го докажам. Пред нецел месец МААК како политичка партија достави до сите парламентарни групи и до председателот на парламентот предлог закон за заштита на малолетните лица од влијанието на социјалните мрежи. Нешто што е најактуелно во целиот свет. Имаме држави кои веќе усвоија такви закони, како Австралија, Јапонија, Јужна Кореја, технолошки најразвиените држави. Еве вчера веќе во Грција се води полемика, е предложен и така натаму и така натаму. Ниту еден медиум не беше присутен ниту кога ги доставувавме предлог законот, ниту пак сака да обелодени дека некој во оваа држава, загрижен за иднината на нашите поколенија, поднел таков закон. Зошто? Затоа што не сме во видокрутот на едните и другите, затоа што едните припаѓаат на едната голема политичка партија, а другите на другата. Ете, затоа новинарите се најголемите виновници. И она што се пропагира како слобода на говор, мене ми е оневозможено. Мене како на политичка партија, која според законите во оваа држава, мора да биде рамноправна со сите. Во законите на оваа држава, за да бидете рамноправен, не вели да имате 50 пратеника, не вели да имате ова или она, вели
да имате 1000 члена со изјави подпишани на нотар и со државјанство на Република Македонија. Од тука натаму сите сме равноправни и во можноста да проговориме и во можноста да имаме слободен говорот. Ние знаете што живееме. Разговаравме со господинот Костов за Пол Пот. Колегата на Пол Пот, според диктаторство Иди Амин, има речено вака: слобода за во неговата држава. Слободата на говорот ви е гарантирана. Ама слободата после говорот никој не ви ја гарантира. Ете, тој момент ние го живееме, не да слова. Мораме на опаска да кажам. Го разбирам господин Страшо, лидер е на партија, мора да внимава на ниво и на вокабулар. Кога рече Зеленски управува со Европска унија, па ја сум слободен, стреле се можам да кажам, игра мајта со Европска унија, господин Страшо. Знам дека нешто слично мисле, ама знајќи го вашиот вокабулар, вие морате да држите ниво. Така сакам само еден мал коментар да дадам. Во контекст на сето тоа добро подпрашање ми дадовте за право да поставам, имајќи факт дека сврти случаи мораме да одиме на меѓународна политика, знам дека вие е слаба точка, но Европска унија му го сврте грбот на Доналд Трамп. За едно подсетување, кога Трамп победи, набаци рака, му дојда сите. Поред, особено господинот канцелар, германскиот канцелар, раскажуваше за дедо му, баба му и така натаму, што имале добри искуства со американците и да не спомнам. Да не кажа, пријателот на Македонија, господинот под наводници Емануел Макрон, кој навистина не направи пред се човечки чекор и човечка димензија, во него немаше, после тоа предавството на Зоран Заев и таа булумента со преспанскиот договор, дека веднаш ќе ги почнеме преговорите. Морам ова да го спомнам, бидејќи фрау Меркел му спомне кога е зања, it is last. Меѓутоа видовме дека тука е на куртуазија, на Заев оправдада и на хипокризија и така натаму. Од друга страна, Трамп ги покани за теснецот да излезат во предвид да помогнат. И му вели, тоа не е наша војна. Сам си се среди си ја сам работата. Дали значи тоа дека Трамп нема да го забори, јас знам дека ќе се заврши работата како што треба, дека ќе ја земе таа нуклеарка што ја имат тие големи потенцијали, испратена е таа единица и дека тоа убаво ќе се пренесе, бидејќи небото го следат Израел и Америка и дека ќе биде се како што треба. Дали Трамп тоа ќе го наплати дебело? Дали доаѓа во прашање редукција на НАТО? Морам да искоментирам, рековте вака, дека, како рековте, дека Меркел и Макрон го насочија или не знам што Заев за да го стори. Дали дриблинг беше доволен? Јас би рекол, му ја наполнија главата со тезите, дека и така, а знаете што може да се наполни? Само нешто што е празно. Така што толку на таа тема, што се однесува до Трамп, јас имам Тоа е во контекст со црпката. Јас имам сосема поинаква размисла околу ова. Тргнувам прво од минатогодишната доктрина или како сакате наречете ја за натамошното дејствување во надворешната политика на Соединетите Американски држави, тоест на оваа администрација. Јасно беше кажано дека НАТО и Европската унија не се повеќе во фокусот на внимание на оваа американска администрација, дека фокусот на внимание е насочен кон Јужниот Пацифик за тоа што и уште нешто стои, дека основен непријател е Кина. Во таа стратегија уште стои дека Соединетите Американски држави немаат сила за симултани војни. Симултани војни се војни кои се водат истовремено. И затоа вели во таа стратегија дека Соединетите Американски држави ќе се насочат кон Кина, а проблемот со Русија ќе го остават на европските држави. И од тука почнува ова што сега се случува. Што се случува сега? Според мене, ова беше извонреден потек на Трамп, повикувајќи ги, тој е свесен и сите во светот се свесни дека Европската унија или европските држави
немаат никаква воена моќ, со која тие би му помогнале на Трамп да го завземе Мореузот или да го завземе Иран или не знам што. Европските држави се подпираат во својата безбедносна архитектура само на оружјето и на армијата на Соединетите Американски држави. Свесни за тоа сега влегува во авантура да почнат да издвојуваат 800 милиарди на ниво на Европска унија, Сојузна република Германија пак самостојно да издвои 800 милиарди евра за сопствено вооружување, но тоа е задоцнето. Значи, Трамп е свесен дека тие ниту можат да му помогнат, да му требаат, но што направи со ова? Повикувајќи ги и тие одбивајќи го да му помогнат. Тој сега има веќе отворен пат пред себе да им рече: ве тргам затоа што вие, значи, со таа негова и троштина под наводници, тој ги навлече да го сторат ова што го сторија, да не стојат до него во најтешкиот момент за Соединетите Американски држави, и со тоа сега има полно морално право и секакво да им рече: извинете, кога најмногу ми требавте, вие ми свртевте грб, од денес натаму не сме повеќе партнери. Ќе бидат партнери, но на други основи. Таа е играта која Трамп ја стори и мислам дека во Европа се веќе свесни, оние што се свесни. Има некои од нив кои не можат да станат свесни, како Каја Калас, да речеме, и како останати. Тоа се луѓе, за жал, ќе бидам сега малку погруб, кои коефициентот на интелигенција, кои го споделуваат со еден наш бивши премиер, не им дозволува да можат да ги сватат работите. Вие гледате една Каја Калас, која треба да биде министер за надворешни работи и да биде пандан, да речеме, на Сергеј Лавров. Вие гледате, таа жена уште не знае што треба да зборува и зошто се наоѓа таму. Кога беше премиер на Естонија, беше многу интересно. Ја прашуваат, вели, сега Естонија од каде се снабдува со нафта? Од Русија ли? Не, вели, не од Русија. А од каде? Вика, сега се снабдува преку Финска. А како? Па преку цевка. И сега, што очекувате од човек кој знае дека преку цевка се снабдува со нафта, да се заложи за нешто и да биде постигнато? Од друга страна, најкорумпираното дувло во светот во моментов е Европската унија. Има податоци, американски податоци, кои тврдат дека оние 300 милиарди или колку беа дадени на Украина, дека 2/3 од нив се вратени назад во приватни джепови, а остатокот е само употребен за оружје, за војна и така натаму. Тој ќе рече дека таа Украина во моментов е најголемата перална на пари во светот, а Европската унија тоа го користи како простор за собствена корупција и она што. Од тука Трамп е оневозможен да излезе од НАТО, затоа што токму на барање на Марко Рубио, на неговиот сегашен државен секретар, кој повеќе и од него дури се залага за излегување од НАТО, на негов предлог во 2023-та, кога бил сенатор, е усвоен закон дека излегувањето од НАТО може да биде сторено само со 2/3 мнозинство. Тоа во Америка не може да се случи и од тука, затоа зборувам, не може Америка да излезе, не може. Се е можно, но законски не може, но дека ќе се создава нова безбедносна архитектура, тоа е повеќе од јасно. А јас лично би сакал тоа да биде безбедносна архитектура, тоа да биде евроазиска безбедносна архитектура. Повторно ќе споменам Каја Калас и Урсула фон дер Лајен упорно инсистираат на евроатлантска безбедносна архитектура. Евроатлантската безбедносна архитектура секогаш ветува нови војни на тлото на Европа.
само евроазијска безбедносна архитектура, обединета Европа и Азија со заеднички интереси ќе биде отпорна на надворешни влијанија кои ќе се обидат да наметнат војна на територијата на Европа. Ами ние сме сведоци што се случуваше во време на Првата и на Втората светска. Малце да го активираме и Сотир во делот на геополитиката. Иран, Израел версус обратно, САД, Иран версус Израел, нов светски поредок. Балканската позиција во се тоа, имајќи факт дека американците има своји бази на Балканот и од друга страна не сакам дефетистички, меѓутоа следејќи ги не тие фейк агенции, одам со проверени информации, каде што вела дека не е чудо да има некакви изненадувања токму, не би сакам да сеам страф, но одам со една аналогија во смислено зборот каде што тоа нападот на Доналд Трамп на вториот ден на постот, да речам, на муслиманскиот пост, го нападна Иран. Дали може да се случи напад и на балканските центри, како што се Грција, како што е Косово и се тоа? Тешко прашање, може да се случи, не посакувам и мислам нема да се случи. Ја макар и Албанија ново би кажал. Во моментот ни се случува две паралелни војни. Војни на зборови или војна. Не, војни на зборови и војни на терен. Во војната на зборови победува Трамп, само Трамп и Соединените американски држави, а во војната на теренот не гледам дека победуваат Израел и САД. Навечер ги гледам странски емисии, последно време посебно Балкан Ньюс, Евро Ньюс Балкан, така некако оваа нова телевизија, и луѓе секој вечер ги анализираат говорите на Трамп, разни конгресмени, сенатори од минатата, од сегашноста, аналитичари и така натаму, и сите навиваат за Трамп и делче по делче анализираат каде што Трамп ја објавува победата и они ја прифаќаат. Ке завртам на други телевизии, мојот најмалиот син што се бави со видео, ќе ми покаже видео ракети, целиот Блиски Исток гори. Не гори само Иран. Катар, Кувајт, да не ги бројам, Бахрейн и така натаму. И сега, до сега сте чуле вие да бидат нападнати американски бази во светот? Не. Сега се ракетирани. Каква е таа победа на Израел и на САД? Јас не знам. А да си го кажам, мојот став кон геополитиката и геостратегијата. Значи, јас Трамп го поддржував до киднапирањето на Мадуро и до објавата на војна во Иран. Еден од ретките што уште во првиот мандат пред да го изберат го поддржував. Не ми веруваа дека ќе победи. Тврдев теза дека е потребен на Америка таков да ја размрда. Тврдев дека ќе го размрда и светскиот поредок, го направи тоа, сакајќи да зачува водечка функција на САД, фактички не го направи тоа, се случи спротивното. Сега имаме мултиполарен свет, сега имаме зајакната Кина. Јас од пред 10 години во студијата на телевизиите зборував за азиските интеграции, за евроазиските интеграции, ми ги одземаа микрофоните, не ме покануваа повеќе и така натаму, само евроатлантските. Ајде да одиме дел по дел. Синоќа, во една изјава Трамп вели НАТО е тигар на хартија. Јас како антинатовец, поради бомбардирањето во Србија, каде ми е целата моја роднина, вон Македонија, што ми е роднината, и во Франција, јас сум отогаш антинатовец, бидејќи НАТО е создадено со други, кажуваше убаво за НАТО и за Европска Унија, страшно. И јас ви тврдам дека Трамп ја кажа вистината. Во моментот НАТО е немоќен без САД минус САД. Ама и добро е. Пошто ако НАТО се вмеша и во оваа војна со Иран, тој е фактички вмешан во Украина,
Војната ќе ни дојде, сега ти одговарам на твоето прашање, Цобе, војната ќе ни дојде во Европа и на Балканот. Никој не го посакуваме тоа. Туку, ајде да видиме каде е дипломатијата. Зошто дипломатската маса во седиштето на Обединетите нации во Швајцарија се прекина, се напушти колку денес, а одма утредента Сад и Израел, или поточно Трамп и Нетањаху, Трамп под влијание на Нетањаху, може би грешам, го нападнаа Иран. Зошто не продолжија? Апсолутно не го бранам Иран. Таков режим, па тоа е неспојливо со 21. век и третата декада. Неспојливо. Ама луѓе, тоа е голема држава со 90 на милиони. Тоа е стара цивилизација. Тоа не се арапите, иако немам лошо мислење за арапите, оние што не се милитанти, оние што вистинскиот корон го спроведуваат. Ама луѓе, тоа е дел од Персија е тоа. Се уништивме пред 10 години, кога беше Ирак, Афганистан нападнато, една цивилизација. Претходно Египет го уништивме со пролет, друга цивилизација. Дали е наред уништување на третата поранешна цивилизација, каде што, извинете, ама и за тоа ми одземаа микрофони, стапнала македонска нога на Александар Македонски, на храбрите македонци. Ама, од кога го победиле нивниот лидер, не колеле, не беселе, организирале свадби заеднички. За прв пат во историјата гледаме заштита на кралско семејство, а иначе од Англија и од Франција што знаеме? Или гилотина, или тауерот. Гилотината во Франција, тауерот е во Лондон. Така да, тој режим треба да падне, ама видете, тој режим треба народот на Иран да се го сруши. Се побарам само еден джингл, кој е можно, Ивана. Еден джингл и се враќам во студиото, бидејќи дојдовме на пола од емисијата. Останете со нас. Ако минуваме во време. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Сакали не реков дека навистина во овие емисии имате што да слушнете и затоа, се одлучив да ја тргнеме плочката, имајќи факт дека корупцијата е секде присутна. Уште од прачовекот и ред други работи, корупцијата си го има својот збор. Но ова геополитика што денеска станува топ тема на сите медиуми, кај на слабо се тоа се третира, имајќи факт дека се мери што вели мојот почитан пријател Сотир, све на грамови кој како оди. За неколку дена настапува треба да се случи избори во Унгарија. Од друга ситуација беше критикуван господинот премиер 10 средби со Виктор Орбан. Новинарска забелешка. И мојата колумна велам не 10, 100 средби да има, и ја ќе му речам честитам. Зошто? Бидејќи треба да знаеш со кого се движиш. Треба да знаеш со кого комуницираш и со кого разговараш. И ја дефинираш својата политичка и државна траекторија. Значи, мојот комплимент, почитуван премиер, ова не се куртуазни фрази. Знаете, ако критикувам, кога поддржувам. Значи, господинот Виктор Орбан, ако се согласите со мене, е влијателна политичка фигура и од исток, запад и север и југ, значи на сите 4 страни од компасот. Дали го делите моето емисија, имајќи факт дека Виктор Орбан покажа како се менаџира со држава, како се функционира како со политичар и како се возвраќа, еве на таа почитувана што емитира фрау Меркел, и она оди со костуми, која се сеќавате по секој осмом доаѓаше и ни даваше домашни задачи само на наша штета. Мислам фон дер Лајен. Прерано ми е да зборувам за Унгарија.
затоа што не се осврна воопшто на она што се случува во војната меѓу САД и Израел од една страна и Иран од друга. Ако тоа не го споменеме, Бадијала, потоа ќе зборуваме и за Унгарија, затоа што е многу тесно поврзана со сето ова што ваму се случува. Кога рече господинот Костов дека се води војна и со зборови и на терен, за жал, првите 2 истрела во војната се најсмртоносни. Знаете зошто? Тие 2 ја убиваат вистината на обете страни. И потоа се понатаму е лага или обид да се манипулира. Што според мене и зошто ова се случи вака? Ќе ни требаат 2 емисии за да го објасниме целосно. За да се вратиме од времето на протоколите на сионските мудреци, па преку формирањето на ционистичката светска организација, па преку Балфуровата декларација од 1917 која ционистичкото движење, преку банкарството ја плати од англиската влада, па до се ова што денеска се случува. И на крај доаѓаме до островот на Джефри Епштајн и се она што таму се случуваше, а за кого многумина тврдат дека бил агент врбуван од Мосад, од израелската тајна служба. Доколку е вистина дека Епштајн работел за израелската служба, не е далеку од умот дека сите оние кои биле присутни на тој остров, а кои се документирани и снимени, денес можат многу лесно да бидат водени од израелската тајна служба да го сторат ова или она. И манипулирани. Од тука е повеќе од јасно дека Доналд Трамп беше воведен во оваа војна, насилно воведен од страна на Нетањаху. Дали тоа се должи на некакви материјали од островот на Епштајн или не, тука ниту знам, ниту би сакал да... Но, дека Соединетите Американски држави беа вовлечени во оваа војна од страна на ционистичкиот режим во Израел, тоа е повеќе од сигурно. И како тоа можеше да се случи? Со извлекување на Трамп од движењето МАГА. Ако внимателно следиме, што зборуваше Трамп, кога како кандидат на МАГА движењето беше кандидат за председател на САД и она што денеска го зборува, тоа се 2 сосема спротивни крајности. Меѓутоа, зошто се случува тоа? Затоа што Трамп успеа да го извлечат од принципите и од МАГА движењето и сега наместо Make America Great Again имаме Make America Zionist Again, да ја направиме. Тука е христијанскиот ционизам кој протестантите и евангелистите во Америка го практикуваат. Тука се сите тие нешта измешани, заради кои Трамп влезе во ова можеби избрзано, можеби недоволно размислено влезе во оваа авантура. И она што го рековте дека биле нападнати, Иран бил нападнат во време на постот, на Рамазанскиот пост. Да. Тоа не значи за мене ништо, затоа што 2 исламски држави стапија во војна исто во истото време. Тоа беа Пакистан и Афганистан. Значи, ако вие сами себе си не си ги почитувате, не очекувајте некој друг да ви ги почитува тие денови. Израел има историја да напаѓа така како овие се молат. Да ме вратам во 60-тите и 70-тите години. И сега, јас на сите можни емисии изборував дека Трамп мора, ако сака да остане на постулатите кои ги изборуваше, да се ослободи од 3 луѓе. 3 луѓе му пречат. Тоа е Марко Рубио, Нетањаху и Владимир Зеленски. Бидејќи не се ослободи од нив, Зеленски е оската околу која му се собира либералната елита во Европа, која ќе удри против и удира против Орбан, на што после ќе дојдеме, а Нетањаху заедно со Марко Рубио, кој е еден од оние јастребите кои, нели, човекот е дојден од една друга средина тука и го воведоа Трамп во војната во Иран. Што се однесува до таа војна, многу мина, нели, се анализираат, дискутираат. Тој ормуски теснец, преку кој поминуваат 20% од светската нафта. Меѓутоа,
зборуваат експертите, јас не сум, зборуваат дека не е само нафтата во прашање се и вештачките ѓубрива, затоа што посевите, посебно на северната хемисфера, кои сега треба да се случуваат, може да бидат неуспешни и да имаме лоши, слаби жетви, кои утре заутре ќе предизвикаат глад. Тука се уште алуминиумот, експертите зборуваат дека и тој е многу битен. И од тука мора да сватиме дека ова сето на крај, преку нападот врз Иран, е напад врз Кина. Главниот конкурент на Соединетите американски држави е Кина и ова се е насочено против Кина. Меѓутоа, јас во една од колумните напишав, се појавуваат 3 светски сили, кои на крај ќе појдат во зградата на Обединените нации и ќе го исклучат светлото. Веќе е исклучен. Целосно ќе го исклучат. Тоа се Руската Федерација како најголема воена сила. Не се должи ова само на нуклеарното оружје, туку и на тоа што има армија која за жал во реалност 4 години се усовршува како треба да војува. Не постои уште една таква армија во светот која знае како треба реално во војна да се однесува. Тоа е Руската Федерација. Економска сила најголема е Кина, се докажува според сите параметри, освен според оној бруто домашен производ кој се заснова на нереални показатели во САД. И третата сила, тоа е најголемата десантно-диверзантска сила во светот, тоа се Соединетите американски држави. Тоа се должи на нивните повеќе од 800 бази ширум светот и затоа тие можат да делуваат десантно-диверзантски и да, како што беше влегувањето во Венецуела, како што е ова овде, како што сакаат тој мало островце Харк и така натаму и така натаму. И сега сето тоа се поврзува со изборите на 12-ти, на денот на нашиот Великден, изборите во Унгарија. Не случајно, кога зборувам дека Зеленски е човекот од која Трамп мораше да се ослободи, не е случајно тоа што Зеленски прво не дозволува проток на нафтата токму до Унгарија и до Словачка преку нафтоводот Дружба, не дозволува ниту Комисија Европска од Европската Унија да влезе во Украина и да изврши инспекција дали навистина тој нафтовод е урнат или не. И сето тоа го работи, ќе видите дека после 12 или после 20 веднаш ќе протече нафтата и се ќе биде добро. Сето тоа се работи како да му се наштети на Орбан, а заеднички таа целосна либерална елита европска да се наштети и Орбан да ги изгуби изборите. Јас имав разговор со човек кој минатата недела беше на средбата на конзервативните партии CPAC која се одржа во Будимпешта. Таму расположението е многу слично како кај нас кога се изведуваше шарената револуција. Во големите центри, во големите градови, расположението е за партијата ТИСА, за опозицијската, а во руралните и во помалите градови дефинитивно 100% е на страната на Орбан и неговата Фидес. И дури човекот ми рече вака, се чувствував, бидејќи одев со Беч на конзервативните партии, се чувствував дури доведен во страшна опасност додека шетав низ Будимпешта. Сури левичари се пуштаа по нас, се обидуваа да не удрат, да не натепаат и да... Значи, сакам да ви кажам, што и до кој степен е доведена таа битка на кристалната ноќ. На кристал, ама таа битка на либералната елита затоа што се свесни дека во Европската Унија и во НАТО се создаде веќе голема пукнатина. Пукнатината е меѓу другото и Унгарија, и Словачка, па и Чешка веќе, па и опозицијата во Полска и така натаму. Вишеградската. Така, и доколку не успеат да го совладаат Орбан, тие се свесни дека доаѓа крајот на нивната ваква воук, трансджендер и не знам каква идеологија и дека ќе бидат поразени и во Европа. И таа е страшна битка. Може би 12 јули ќе биде денот која ќе се реши иднината на човештвото.
дали човештвото ќе тргне по патот на таа духовност, на враќање кон традиционалните вредности. Ние знаеме за што се залага Орбан. За здраво семејство, за здрави деца, за заштита на верата и на нацијата. А во Македонија кој предлага платформа за духовно? Ето. Морам вака ти направам. Еве да си се пофалам Ја читав и сум воодушевен. Благодарам. Морам, преска ради джинглот, една мисла моја не ја кажав, бидејќи се работи за интересите, морам да докажам, краток ќе бидам. Значи, вака се разбериме, во ова време не време, во ова кога се распаѓа безмалку се на меѓународен план, најбитни се интересите. Најбитно е стратешки да размислуваш. Јас, кога зборувам против Трамп на моменти и сад, не ја рушам нашата стратегија за стратешко партнерство со САД. Напротив, ја поддржувам. Еве од кои причини. Некој на нас за 2 и кусур години стратешки размислувал, кога видел не ни оди во Брисел, во бирократите 4 овие центри, Париз, Берлин, Рим, Брисел, размислувал вака. Ајде да пробаме алтернатива која не е многу далеко од ова. Стратешко партнерство со САД. Сташо каже кој е САД, да не повторувам. Стратешко партнерство со Велика Британија. Само вака ќе речем. Традиционално гледано најголема дипломатија. Дали јас согласувам со резултатите од таа дипломатија или не е битно, али многу моќна дипломатија. Стратешко партнерство, доаѓам сега на твоето прашање, со Унгарија. Епа чекај сега. Кој нам ни даде на празна каса милиарда евра по такви добри услови досега невидени? Па тој Орбан и таа Маđarска, Унгарија. Тоа е во интерес на Република Македонија? Во интерес. Велат задолжување, не е точно. Во фаза се градат, а овие 6 милиарди стојат во резерва од Велика Британија. Преку 800 проекта, доека збориме локално, регионално и државно. Значи, од аспект на интересите, нашата власт актуелна многу а ја пред 7-8 години знам ги критикував за нестратешко размислување кога ги доживуваа изворните победи. Сега е ситуацијата поинаква. Стратешко размислуваат, сме се позиционирале вистински на тлото на Европска унија, чадорот, да не го спомнам, НАТО, моје индивидуално мислење против НАТО, али НАТО е чадор безбедносен за Македонија. Тоа не може никој да го сруши и без САД. Доволно безбедност да не напаѓат овие волциве околу нас, да не Што Македонија грабат. не била членка, а го чувала шаторот или чадорот, како ми кажат. И сега, да, и на она ти одговорам, Сташо што зборуваше. А каде е светскиот интерес? Битка за ресурси, тоа е Венецуела, нафтата. Битка за ресурси, тоа е гасот и нафтата Иран. Битка за минерали, тоа е Украина, Судан, и малку пошироко од Судан. Зошто војната таму не запира? Знаете ли вие дека во субсахарска Африка имаме 25 милиона загрожени луѓе за храна, изнемоштени, пред смрт и така натаму? Каде се тука Обединетите нации? Каде се лекари без граници? Каде е Црвен крст и така натаму? Знаеме ли златото од Судан дека по една линија преку овие монархиите што сега се бранат од Иран оди во Кина и Русија, а преку Египет оди во Израел и во Соединените Американски. Епа затоа има војна таму во Судан и околу Судан, реков целиот појас на субсахарска. Значи битката за, не ги спомнав диамантите, ама околу се тука во Африка. Битката за ресурси, минерали и метали, што зборуваше Страшо, ја наметна Трамп. Од човек кој танцуваше, и завршувам, со царините, се претвори човек кој танцува со ракетите и дроновите, а тариф мек го викаат, значи човек на тарифите, за жал стана човек на ракетите и дроновите. Тука Нетањаху улогата, ама за Нетањаху може би некој друг пат ќе зборуваме, бидејќи ја пак правам дистанција. Едно е Израел, друго е Нетањаху. На први избори тврдам Нетањаху ќе падни. Израел ми била секој пат као поем држава, како се гради држава, војска, полиција, лекари, учители. Од Голда Меир наваму не отстапувам, не оправдувам сега што прават, бидејќи тоа што им правеше Хитлер, они сега го прават на арапите. Дали сакаш во Газа, дали сакаш, пако сакат и во Иран такво најавување. Тоа се вика, има еден филм Љубавна писма со предумишљајам, тоа се вика убиство со предумисла. Вика, утре ќе го убиеме овој. Тап, фрлаат бомба, го убиват.
а луѓе веќе и војувањето, па порано беше уметност војувањето, иако јас сум пацифист, не одобрувам војна и војна. Ја велам, водете љубов. Јас така велам, водете љубов. А ова е Орбан. Тој Орбан 10 години паѓа од власт, да ви кажам, никако да падне, иако сега страшно добро му кажа овој пријател, сега малку му е потешко. Ама видите, знаете колку години е на власт Орбан? Секој владетел треба да оцени кога доаѓа или се приближува крајот. А ако јас се прашувам, јас сум за Орбан, бидејќи јас секој пат сум против меинстримот за некои работи или личности, ја поинаку ги ценам човек кој има храброст на Брисел да се спортистави, човек кој има храброст на Берлин да се спортистави, на Париз и на Рим и да нам каже вистината во очи, вака, да им ја плесне, јас не можам да не го ценам. Со сите недостатоци што он ги има како лидер, политичар и така натаму, а те молам да ми наброиш 1 до 3 лидери и политичари што немаат недостатоци. Јас се извинувам, само морам овде околу националните интереси, бидејќи ги загатна. 36 години Маак се залага за неутралност и демилитаризација на Република Македонија. И сега се докажува дека сме биле во право. Зошто? Многу ми навелат и во право се, сите сојузници на Русија се почувствуваа непријатности, еве, ајде да бидам најблаг. Тоа се случи нели со Венецуела, тоа еве се случува со Иран, тоа се случува со Сирија, се случи доколку сакате. И вистина дека партнерството со Русија се покажува како непродуктивно. Но сега, од друга страна, се покажа дека и партнерството со Соединетите Американски држави, заливските монархии, 9 држави. Заливските монархии се најоштетените во оваа војна. Тие ќе излезат како уништени држави заради своето партнерство со Соединетите Американски држави. Неутралноста е, јас за жал, или за нивна среќа, за наша жал, нашиот северен сосед, Србија, со својата неутралност, денеска е една од помоćните држави во односите со големите. Значи, вие имате ситуација кога председателот на Србија е примен и во Кина, и во Соединетите Американски држави, и во Русија, и во Европската унија, и во арапските држави, и секаде. И на голем број Срби не им чини. И заради тоа, во моментов, има само два начина на сувереност. Едната е апсолутна сувереност на државите, тоа е за тие кои поседуваат атомско оружје, нуклеарно оружје. Само тие имаат апсолутна сувереност. И втората е релативна сувереност на неутралните држави. Сите останати кои се вазали на едната, на другата или на третата, не знам која, голема сила, сите останати немаат ниту С од сувереност. И кога станува збор за Балканот и за можната војна на Балканот, јас сум искрено многу уплашен, но не од тоа дека Иран ќе isfrли некоја балистичка ракета во Софија, каде што се стационирани американските авиони, или на кампот ирански во Албанија, или не знам. Јас сум повеќе уплашен од, и кога вели Сотир дека чадорот на НАТО не штити, не е точно. Јас тврдам дека откако ние станавме членка на НАТО, опасноста да бидеме нападнати од нашите соседи и поделени, говорам хипотетички, е двојно поголема отколку пред тоа. Откако сме членка на НАТО, доколку хипотетички Албанија и Бугарија решат да е нападнат и да не поделат, кој е нашиот излез? Не постои излез, затоа што доколку повикаме кој да е од надвор за да не заштити, се активира членот 5 и сите... Со жалење ќе констатираме дека е формален. И сите ќе се навртат на тој кој ќе се обиде нас да не брани. И се докажува и тоа со најавата на Трамп дека ќе го земе Гренланд. Што ќе се... Токму да беше мамка страшна. Не, вред, но во која улога тогаш ќе го најдеме ние НАТО, доколку Трамп утре појде и се стационира на Гренланд. Да, ма се обединија против Трамп за Гренланд. Зборувам хипотетички. И она што е најстрашно, тоа е формирањето на воени сојузи, регионални воени сојузи внатре во НАТО. Ние имаме воен сојуз меѓу Хрватска, Албанија и Косово, на кој
пројави интерес да се придружи и Бугарија. Веднаш после тоа Унгарија и Србија формираа некаков воен сојуз. Веднаш после тоа, пред почетокот на војната во Иран, веднаш, како, не е дека недостасува, Не, много се го кажуваш. Израел, Грција и Грчки Кипар формираа воен сојуз. Од друга страна, имаме најава Турција, Саудиска Арабија и Пакистан дека ќе оформираат тоа така наречено муслиманско Тоа е НАТО. добро е тоа. И сега, веднаш Србија пројави интерес да се приклучи кон сојузот на Израел, Грција и Кипар. Каде се сечат сите тие сојузи? Токму овде. Македонија. Ние повторно ја имаме состојбата од предбалканските војни. И затоа зборувам за неутралност. Пуста карма. Затоа зборувам за неутралност гарантирана од тие кои ќе го изгасат светлото во Обединетите нации. Затоа што Обединетите нации се покажаа како многу јалови во можноста да заштитат кого и да е. Впрочем, Обединетите нации првпат ја изгубија својата улога во 1995-та, кога од нас побараа да си го смениме, наместо да не заштитат од притисоци, тие побараа да го смениме името за да станеме членка. Значи, од тогаш почна падот на Обединетите нации. Привремената спогодба е од тогаш. И тоа се случува така. Сега, јас мислам дека единствен излез, и го повторувам тоа, е да се формира светски концерт. Го потенцирам ова концерт, оти многу ми насметаат дека станува збор за концепт. По урнекот на европскиот концерт, кој бил формиран после Наполеоновите војни. Веднаш после Наполеоновите војни, седнуваат во Женева. 6 месеци трае тој состанок, седнуваат најголемите европски сили, сите со различни идеолошки и верски предубедувања, седнуваат, се договараат како да создадат мир на европскиот континент. 100 години трае тој мир, се до почетокот на Првата светска војна во 1914-та. Еден таков светски концерт. И кој го нарушува? Германија. На Германија. Кој сега ќе се милитаризира? Германија. Многу опасно. Еден таков светски концерт кој повторно би седнал Кина, Русија, Соединетите Американски држави, евентуално со учество уште на Индија и Јапонија, да речеме, или така, би била гарантот на мирот во светот и тој од кого јас би побарал гаранција за нашата неутралност. Инаку, ако овие воени сојузи парцијални, а од кои 2/3 од државите се членки на НАТО, а формираат нови воени сојузи внатре во НАТО, ние ќе треба или... Чудно прегрупирање. Ако не бидеме неутрални, ќе треба или да зафатиме страна, што би било кобно за македонската држава, да припаднеме на кои да е од тие сојузи, или да оставиме на нашите граѓани, како во Балканските војни, секој да си ја земе капата од дома и да војува за туѓа армија и за туѓи интереси. Што јас искрено не би сакал. Ова прекрасна елаборација една мисла ќе дадам. Ќе го спомнам заробениот ум на Милош Часлав и ќе кажам, заробениот ум, ето метафорички кажано, на Трамп од Нетањаху, што поскоро да се ослободи. Во следната емисија јас и Страшо да ти зборуваме за мировниот договор, мирот во Украина, во Иран, во Субсахарска Африка, и така ќе се оствари и оваа неутралност, и така оваа пасивност на војно поле, ќе дојде до израз дипломатијата, ќе дојде до израз економската трговија, конечно Светската трговска организација нека заживее таму, а не после шамарот или боксот што го удри Трамп никако да се оправи, и едноставно ќе дојде до израз меѓународните стандарди и конечно валјда ќе се врати во живот Организацијата на Обединетите нации, иако мислам треба нова организација, реструктурирање, ослободување на умовите кон peace, кон мир, а не кон војна. Со оглед дека утре кога се очекува да има гласање, ЮН Обединените предлагаат за случајот да се вклучат сите држави да донесат резолуција околу теснецот. Каде гледате? Парцијално е тоа, не ми се свиѓа, ама еве Страшо е политичар, нека каже. Нека каже. Батијал. Да, и ја мислам. Не држи вода, не пие вода. Ајде вака. Мир, треба мир. Еве да се навратиме, да речеме, на резолуцијата 1244. Се почитува ли? Не. Никако. Значи, резолуциите се носат за да не се почитуваат. За жал.
Јас не сум правник, но имам подпредседател кој е извонреден правник и тој ми рече вака. Вели, не постои меѓународно право. Ние, вели, се лажеме, нема меѓународен закон. Тоа меѓународно право се подпира само на повелби и на резолуции, и на ништо повеќе. И во ситуација кога немате такво нешто, да на крај ќе победи оружјето. Постојат меѓународни односи, кои Меѓународни се се односи. повеќе милитаризирани. На крај, за жал, ќе победи оружјето, а оружјето во целата своја бруталност вели вака. Ормускиот теснец Иран може да го контролира и кога ќе останат уште 20 ирански војници, да, со минофрлач кој може да дофрла 20 километри. Доволно е да може би веќе и подводни мини да запалите еден танкер кој ќе поминува и тој е веќе блокиран. Не станува збор таму за физичка блокада. Да. Вие да наредите брана, да направите па за да не може да поминува. Ормускиот теснец, ете реков, 20 последни ирански војници може да го контролира. 20.000 морнари на разни морнарици, цивилни, нешто војни, заробени се таму. Имено, затоа тоа се ситуации кои конечно. Јас и кога почна војната во Украина, и оваа се асоира, ќе заврши во моментот кога ќе се формира официјално новиот светски поредок. Овие војни, како што впрочем и сите војни, големите војни секогаш предизвикуваат промена на светскиот поредок. И овие војни се вовед во целосна промена на оној униполарен во мултиполарен светски поредок и ќе завршат дента кога ќе се седне на маса и кога ќе се донесат условите за функционирање во тој мултиполарен светски поредок. Новата геополитичка карта Имено. на светот. Ај малку ни остава 10 минути од каде што ќе имате ваше обраќање. Па не е избори. Па ние имаме обраќање веќе цело Па ја време. не сум политичар, страшно е политичар. Цело време имаме Зашто? обраќање. Јас реков дека гласот на народот е расадник. И секојаш милам во гласот на народот, тоа ми беше од секојаш идеја и заложба да се профилираат и дефинираат луѓето кои ќе менаџираат и раководат со Македонија. Почитувани, Македонија е куќа, не е двор. Дајте да изградиме сите заедно и куќата да биде стабилна. Бидејќи во старт, првиот татко на нацијата, моја забелешка, секојаш, додека се учив тоа ќе му замерам, бидејќи не ја градеше како што треба. Обратно, фундаментите нагоре беа, а покривот надолу. Но како и да е. Каде е Македонија во се тоа, во незината меѓународна политика? Еве, нека биде 5 минути на 20 по 2,5 минути. И пократко, политичарот некој има предност. Повеќе ќе му даеме време. Добро, повелете. Значи, јас сум среќен и го говорев тоа и сум среќен, што македонската политика свати дека мора да работи билатерално, македонската надворешна политика. Тоа Трамп ни го покажа уште од првиот ден на стапување на власт. За него мултилатералните организации се непотребен терет и како кон такви се однесува, како кон Европската унија, кон НАТО, кон Светската трговска организација, кон Светската здравствена организација, кон Обединетите нации. И тој се обидува во билатерални односи да ги решава нештата. Нам, до доаѓањето на оваа власт, ни недостасуваа билатерални односи. Ние бевме со симнати панталони само пред ЕУ, НАТО и ништо повеќе. Ние сите можни контакти ги одржувавме само со ЕУ и со НАТО и со никого повеќе. Ова надворешна политика започна срамежливо, но започна со билатерални. Ние знаеме дека нашиот министер за надворешни ги посети неколку од државите во заливот, кои за жал сега се зафатени со оваа војна, меѓутоа беа... Тој е добар чекор и вистински дипломатски Имено. чекор. Еве имаме средби со Унгарија, имаме средби со Соединетите американски држави, ако сакате, но Некои стратешки разговори сега ќе. Но таа ситуација мора да се шири и понатаму. Се Ние согласувам. мораме да се отвориме кон на Кина, да речеме. Тие се сеќаваме пред неколку недели, кога имаше некоја кинеска опера гостуваше во Македонија,
Тие такви медиуми, либерални медиуми, пишаа дека започнува кинеското влијание во Македонија. Страшни се тие нешта. Култура. Ние Тоа е предотија. значи мораме да се отвориме и кон Кина, мораме да се отвориме и кон Руската Кон Федерација, сите 4 страни на светот. и кон Украина. Значи, ние мала држава не смее да биде затворена и да биде заложник на нечии желби за воспоставување на големи наднационални творби. А и НАТО и Европската Унија се наднационални творби во кои вие целосно го давате својот суверенитет. И накрај морам да завршам со примерот на Хрватска, која во крвави војни во 90-тите години својот суверенитет кој го беше имала дадено во Белград си го прибра. За нецели 30 години тој така крваво стекнат си го предаде во Брисел, политичкиот го даде на ЕУ, воениот на НАТО и монетарниот или фискалниот на Европската централна банка. гледаш како Милановиќ се однесува? Која и ги печати парите на Хрватска. Тоа е целосна несувереност на една држава. Не сакам мојата држава да биде несуверена, затоа зборувам за неутралност во односите и за соработка со сите со кои може да се соработува. Обично, не во пракса тоа го практикувам, да моите соговорници на крајот дадат свој видување околу темата. Темата основа беше кога правдата се враќа од заробеништво, држава или илузија. Ова е твојата камера, повели. Не можам ја камера да гледам и зборувам со овие, ама ќе се обидам. Вака, правдата е највисока категорија после животот и слободата, како демократска вредност. Тешко се остварува, ама мораме секој пат како идеал да ја имаме и да тежнееме кон нејзе, да создаваме услови. Мислам, промените што се случуваат во јавно-обвинителската организација, во судската организација, во администрацијата, да не ја забораваме, и тоа е правда, управните судови, администрацијата која ни е забирократизирана и корумпирана, промените што се создаваат, законите што се на прво, второ или не знам кое читање во влада, во Министерство за правда, во собрание, се создаваат услови да ја одбегнеме во најголема мера неправдата, во исто толкова мера селективната правда, а да тежнеиме, да целиме и да се приближуваме кон правдата. Јустиција, конечно да ги го ставиме превезот, да ги затвориме очите, а не вака око корени и за една макија, за едни макија, за други мајка. Јас така ја гледам правдата и правдата за жал не доаѓа преку ноќ. Целокупната историја го кажала тоа. За меѓународен, за домашен план, 3 реченици. Имам информации, може би Сашо повеќе знае, дека од 500, 600 до 700 проекта на локално и регионално ниво се во тек, некој во првична фаза, некој во подмината, некој во завршна фаза. Тој е толку посакуваниот од 2004 година ЛЕР, локален економски развој. Ако во најголема мера оваа власт локална и државна стигнат некаде и некако до таа цел, имајќи во предвид што зборевме дека сме добро позиционирано стратешки со најголемите сили, се приближуваме кон Кина, со Русија сме статус ко, ама ќе се надмине, се надевам, ќе се надмини таа состојба. Стратешките партнерства ги имаме 3, се поблиско сме со Турција, како 4-то стратешко партнерство. Лично мислам јас, иако не сме во Европска унија, сме добро меѓународно позиционирани, тука малку се разликуваме со Страшо, ја посакувам неговата неутралност, ама на Балканот е многу тешка, а дај Боже да се оствари, да сме ние некоја Швајцарија, само не онаа на Иван и така натаму. И лично мислам во тој композит ќе се создаде економскиот развој кој е во зародиш ни фалеше и сега треба да го достигнеме. А социјалниот капитал, ама не материјален, социјалната атмосфера на разговори, диалози, доверба, соживот, да создадеме позитивна енергија, третиот столб е довербата. Довербата на народот кон оние што дава да го владеат, довербата помеѓу политичарите и политичките субјекти, без разлика кој губи, кој добива, за да
ќе завршам со неговото величество граѓанин избирач, биде задоволен и не се кај на кому му ја дал власта да управува со неговите интереси. Јас така го сваќам ајто вину, а обраќање кој ја не сум политичар, да ти кажам. Супер, кажено, повели. Јас во една реченица ќе се обидам да го сублимирам се тоа, нам ни е потребно она што како стратегија МААК го донесе, враќање во духовноста. Мораме да се извлечеме од хедонизмот и од конформизмот во кој целата нација ни е западната, затоа што хедонизмот е извонредно тло за корупција, за криминал и за сето тоа што ни се случува. Тоа е таа алчност по големи материјални богатства. Тоа е првото. Второто, мораме правото да го преточиме во правда. Ние имаме систем правосуден, но дали имаме систем на правда? И трето, она што мора да го детерминира нашиот развој, мораме да се посветиме на две работи. Водата и храната. Македонија нема други компаративни предности, освен водата. Водата мораме да ја заштитиме по секоја цена од можни приватизирања од ова или од она. Идните војни во светот ќе се водат за вода. Што ќе се случи ако сега се уништат десетина фабрики за десалинизација на Блискиот Исток? Тоа ќе стане еден општ недостиг на вода. Значи, да се посветиме на водата, да и се посветиме на храната. Јас често го споменувам Велс, кој по површина е малку поголем и по број на жители малку поголем од Македонија, а при тоа има еден од најголемите бруто домашни производи во Европа, нема ниту една гранка на тешката црна индустрија, има само услужни дејности и 3.700.000 овци. Сега јас не велам ние сите да станеме овчари, меѓутоа предлагам едно Мариово да биде изграден еден нов град. Во кој град ќе стане македонскиот Лас Вегас, каде што овие коцкарници кои ги гледаме на секаде околу нас ќе бидат преселени таму и само таму и никаде на друго место, и истовремено тој град ќе биде центар на македонското сточарство. Најблизу до земја членка на Европската унија, посебно до луѓе кои сакаат во комарот да вложуваат пари да фрлат. Значи, ќе се решиме од неколку зла. Од коцкарниците ширум државава до блиску до училишта, до детски градинки и така натаму. И ќе создадеме еден нов град, како што на местото на Алма-Ата си создадува цел нов главен град, и при тоа ќе се посветиме на храната и на водата. А што се однесува до безбедноста, и ако зборуваме пацифистички, јас се залагам за неутралност, мораме најитно во македонската армија да воведеме род оператори на дронови, и младите да ги насочиме кон производство. Се докажа дека војните нема да се водат ниту со млазни авиони, ниту со балистички ракети, посебно регионални војни кои, не дај Боже, може да не зафатат. Мораме да се насочиме дронови, храна и вода. Пред да ви речем благодарам, вечерова, почитувани, отворивме прашања што предолго беа туркани на страна. Зборувавме за правдата, за институциите и за системот што ја дефинира државата. Не дадовме лесни одговори, имаше затоа што и не постојат, но добивме вистински одговори со голема тежина што допра до вашиот мајндсет или ум, народно кажано. Македонски. Но едно е јасно, довербата не се гради со зборови, туку со дела. И ако оваа емисија отвори барем една нова дебата, тогаш ја исполни својата цел. Почитувани драги мои македонци, христијани и по род и по вера. Ова е последна емисија во овој сегмент пред Великден, бидејќи на Велики петок не работиме, гласот на народот ќе мирува и ќе го слави Великден, Велики петок. Јас би ви посакал прво големо здравје, среќа, радост на сите вам. Простете ми, ако ви сгрешив, намерно или ненамерно, со збор или со некое дело, напишано или така натаму. Човечки е да грешиш, а по-христијански да бараш прошка. Бидете ми живи, здрави и Господ нека ве благослови, и ќе кажам, Христос воскресе. Торжество на торжествата сите збрани да видиме, да забравиме на омразата, да ја сакаме љубовта кон кого? Кон семејството,
кон црквата и кон татковината, а таа се вика Македонија. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник и на убавата дискусија што Ете и јас ќе го На наистина честитам, Воскрес. ќе го честитам Великден на гледачите кои не гледаат. пријатна вечер. Беше задоволство. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.